Внесете го терминот инвестиција во пребарувачот на YouTube каналот на владата и ќе добиете повеќе десетици резултати. Владата на почеток на градбата. Владата на официјално отворање. Владата на презентација на нова инвестиција. Премиерот, министри, директори редовно се присутни на секој позначаен настан на инвеститорите во слободните економски зони. И тоа не е ништо ново, но нови се два договори што ги склучила Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. За прв пат, Дирекцијата потпишува договори со приватни фирми кои ќе го следат исполнувањето на обврските по договори за доделена државна помош на конкретни инвеститори. Едниот договор се однесува за Gerresheimer, другиот договор за Kemet Electronics. Станува збор за рамковни спогодби, склучени за временски период од 5 години, секоја вредна по 1,2 милиони евра. Тоа што спогодбите се рамковни, значи дека може, но и не мора да се потроши целата сума предвидена за јавната набавка. Тендерот за следење на обврските од договорот со Gerresheimer го добила ревизорската куќа Grant Thornton. За следење на договорот со Kemet Electronics е избрана ревизорската куќа Creston, која конкурирала заедно со Ecovis Audit. Следењето на договорите, меѓу другото, или во најголем дел, подразбира не само следењето на обврските на инвеститорите, туку и процесирање на барањата за исплата. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека со секој еден договор во текот на една година инвеститорите имаат право да достават до владата, односно до дирекцијата, барање за исплата на финансиски средства. Во моментот на пристигнување на тоа барање, целокупното досие од наша страна по постојниот модел се проследува до една од овие три меѓународни ревизорски куќи кои што работат целосна проверка, обработка, теренска посета, ако е потребна, собирање на сето нешто се потребни документи од страна на различни институции и при тоа ние добиваме готов извештај со наводи во кој што стои или барањето е одобрено, или барањето не може да се одобри од тие причини. Договорите за следење на инвестициите поради кои побаравме став од Деспотовски се досега најголеми, но не единствени. Институцијата склучила годишни договори за мониторинг на договорите за доделување на државна помош во 2023 и во 2022 година. Рамковниот договор за 2023 година изнесува околу 770.000 евра и е на 24 месеци. Тој во 2022 година е двојно помал, околу 380.000 евра и е за период од 12 месеци. Во исто време, на интернет страницата на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони стои органограм, во кој пишува дека институцијата има свој сектор за анализа, преговори и следење на договори за државна помош. Поточно, Дирекцијата има вработени што треба да вршат работата, за која се наемуваат приватни ревизорски куќи. Деспотовски вели дека бројот на инвестиции е преголем за да се следи со внатрешни капацитети, кој пак не може или нема ЕСАП да се зголемат. Лично не сум поборник на тоа дека во државната администрација треба дополнително да ангажираме капацитети и ресурси за работи кои што може реално да ги аутсорсираме, при тоа да обезбедиме квалитет, транспарентност и според сите математики поголема рационалност отколку. Затоа што повторно ќе ви кажа, тоа е реалната ситуација дека и да сакаме да ги вработиме тие луѓе со просечна плата од јавна администрација 30-35.000 денари, нема ги најдеме или ќе треба да земеме студенти од економски факултет, кај да е со целото почитување на тие факултети, кои што ќе треба да се стекнуваат искуство и да се учат со милионски барања за државна помош, зашто не сметам дека е добра заштита на јавниот интерес. А зошто да не се земат студенти или млади професионалци, кои под надзор на искусни колеги би го зголемиле капацитетот на администрацијата во дирекцијата? Ова реторичко прашање е на Неда Малеска-Сачмаровска од Центарот за управување со промени, невладина организација која делува во областа на јавната администрација. Вие навистина треба да инвестирате внатре човечки капитал за да можете да ги развиете и да ги подобрите капацитетите во долгорочни рамки, но има и уште еден важен момент, а тоа е денеска во сфера на дигитализација. Ние навистина има начин како да воспоставиме системи кои што ќе ви го олеснат водењето на евиденција на инвеститорите и нивните администрирањето на документите во однос на оправданите трошоци и на тој начин да поставите еден систем, а имате одговорност како функционер да поставите еден систем кој што ќе го наследат идните
раководители кои што ќе функционира низ годините, систем кој што ќе треба да обезбеди функционалност на оваа институција. Според Малеска, пример дека државните институции може и треба да градат капацитети е и па структурата која работи на фондовите кои Европската Унија ги доделува во различни области. Еве само за споредба, ако во однос на државната помош во изминатите 7 години се потрошиле 97,5 милиони евра, според наодите од извештајот Државниот завод за ревизија, од извештајот на Државниот завод за ревизија, во ИПА структурите се администрирале, се спровеле, се исплатиле околу 500 милиони евра во 7 години, околу 77 милиони евра годишно. Значи, ИПА структурите со интерен капацитет, со административни службеници со исти плати како овие во дирекцијата, успеваат да испорачаат и да ги реализираат договорите преку овој инструмент. Според Малеска, ангажирањето приватни фирми кои вршат суштински делови од работата на институциите може да биде само преодно, а не и трајно решение. А за колкави капацитети станува збор, се обидовме да дознаеме преку податоците во Централниот регистар за ревизорските куќи кои ги најмува дирекцијата. Според последните достапни годишни извештаи за 2022 година, само PricewaterhouseCoopers има приход во 7 цифри, околу 3,3 милиони евра. Таа година имале во просек 79 вработени. Грант Тортон, која ја доби 5-годишната рамковна спогодба од 1,2 милиони евра за следење на Гересхаймер, во 2022 година имала 33 вработени и приходи од 838.700 евра. Крестон, која ја доби 5-годишната рамковна спогодба од 1,2 милиони евра за следење на Kemet Electronics, во 2022 имала во просек 20 вработени и приходи од 87.400 евра. Всушност, фирмата е формирана таа 2022 година. Партнерот на Крестон во мониторингот над Kemet Electronics пак, во 2022 имал 15 вработени и приходи од 392.600 евра. Ова значи дека фирмите што ќе ги следат Kemet и Гересхаймер во 2022 година имале вкупно 50 вработени, бројка со која обслужуваат и дирекцијата и другите клиенти. Според Деспотовски и покрај се, порационално е да се ангажираат приватни ревизорски куќи, наместо да се вработат нови административци. Значи во моментот тие компании според моите информации веројатно се и повеќе бројот, значи ангажираат некаде повеќе од 200-250 вработени. Значи ние во моментот имаме на договор како држава, како дирекција, ангажирано капацитети кои што ни стојат располагање од 250 луѓе. Трошокот за тие 250 луѓе годишно надминува 5 милиони евра. Нема да се согласам, ревизорските куќи немаат толку работа. Па имаат. Значи само Грант Тортон има повеќе од 100 луѓе. Не во ревизорската куќа. Значи, ја да зборам, ангажираме како капацитет. Иде, оворет, нема проблем. Еви да се 100 вкупно, нема проблем. Поентата ми е, за да истите тие луѓе, ние ги ангажираме внатре во дирекцијата. Тоа ви се годишно троши за заплата повеќе од милион и пари бруто. Да сублимирам, ревизорските куќи кои што ги најмивте на последниот оглас, Добре. вкупно на крајот на 2022 година, не се готови финансиските извештаи за 23-та, немаат повеќе од 50 вработени заедно. Добре. Тоа е прва работа, втора работа, тие освен што работат за вас, работат и на многу други проекти. Се согласувам, така што добре. бројката од 100 луѓе дека ви се потребни, мислам дека Не е... реков дека не се против, не реков Да. дека ангажираме капацитети за тој износ. И повторно ќе кажам, значи за да не Сакам да кажам, дали сепак е порационално да се ангажираат 15 луѓе со капацитети стриктно само за оваа област. Вие велите треба да ангажирате 15 луѓе, добро. За тие 15 луѓе треба обезбедам канцеларија. Треба обезбедам лаптоп, треба обезбедам грејење, ладење, кај ви се боледување, годишни одмори и така натаму. Тоа е све трошок. Ние тоа го забораваме. Одлуката на дирекцијата да најмува приватни фирми за следење на договорите за државна помош е предмет на критика на Државниот завод за ревизија. Во извештајот на тема развојот и работењето на технолошките индустријски развојни зони од 2022 година, на страница 29, пишува дека Набавката на услугата која се однесува на доделување на договор за вршење на дејноста на дирекцијата создава ризик за континуирано и одржливо извршување на работните задачи. Во истиот документ е нотирано и дека во дирекцијата има сектор за државна помош и контрола на извршувањето на договорите. Но, таму,
Од 17 систематизирани работни места, пополнети биле само 8. Секторот и двете оделенија немале назначено раководители. Во моментот на вршење на ревизијата, работни задачи поврзани со државната помош извршувале само 4 лица. Многу се суштински забелишките и забелишките упатуваат и на сите овие моменти. Ако сакате да го подобрите надзорот над исплатите на корисниците на инвеститорите, мора да инвестирате внатре во човечки капитал. Они упатуваат дека не е сосема соодветно да аутсорсирате ваков тип на услуга, него морате да инвестирате внатре во институцијата, но исто така укажуваат и дека мора да инвестирате и во сите други елементи кои што сте ги аутсорсирале. Тука во случајот на дирекцијата станува збор и за сметководството, евиденцијата и така натаму. Малески и Деспотовски се согласуваат само во една работа, дека е најлесно и најбрзо работата да се даде на приватна фирма. Но и Малески и Државниот завод за ревизија го делат ставот дека тоа не е и најдоброто решение.